Во шестото поглавје на Илијадата се зборува за Александровите одаи во кои живеел Хекторовиот брат Александар. Неговото име е многу типично за историски познатите македонско-словенски кралеви, кои многу пред варварската Македонија да ги покори грчките полиси, многу пред Илијадата да биде преведена на грчки јазик. Ово патува на логичната теза за Балканската Троја и поврзаноста на тројанската и словенската мистерија. Поаѓајќи од логичните предпоставки, дека географските информации од Илијадата се веродостојни, внимателниот читател веднаш поставува прашање за тоа каква историска заднина може да се утврди врз основа на другите Хомерови геоними. Тезата за Далматинската Троја предизвикува многу историски контрадикции, до таа мерка што изгледа подобро да се помириме со фактот дека сето досега познато така треба да остане. Меѓутоа, бидејќи Хомеровиот став се смета за несоборлив, единствената алтернатива е да се продолжи со изградбата на кохерентна историско-хронолошка структура која е во основите на митологизираната легенда на Илијадата и Одисејата. Тешкотија представува фактот дека големите имиња на античката литература до крајност ја игнорирале вистинската хомеровска традиција и незиното историско значење. Ним им одговара легендарно-митолошката магла со која се е прекриено што е во врска со Илијадата и Одисејата за вистинските факти, историското време и географското место на нивното настанување. Досега во овие изминати 20 векови има малку критички пристап за улогата на Грција за присвојувањето на целокупното тројанско наследство што почнало уште во античкото време со преведувањето на Илијадата и Одисејата од непознатиот на грчки јазик, а потоа и превземањето на тројанското наследство како автентично грчко од страна на римјаните. Затоа хеленската протоисторија е толку магловита и тешко сватлива. На читателот на Илијадата му представува сериозна тешкотија да ја поврзе морфологијата на Троја со постојниот терен во Мала Азија. Со основното прашање за тоа како дошло до хеленизација на Троја, Салинас Прајс тргнува од зборот мит, кој има хомеровско потекло со значење поредок на нештата или средена приказна. Тоа не се приказни произлезени од народната фантазија, туку смислен и развиен мит со одредени параметри. Така, местата што се во врска со грчките митови посеани се ширум евромедитеранскиот простор, од Атланта кај Гибралтар па дури до Прометеј на Кавказ. Само да се обележи хеленскиот културен простор. Ова се демантира со фактот дека сегашната состојба на грчките митови, како слики од животот во древните времиња, личи на детска кутија полна со несредени стикички, кои се уште се несредени според земјите, времето, вредностите и друго. Салинас потоа ја разоткрива митолошки замаглената историска основа во некои од најпознатите антички митови кои доаѓаат до нас воглавном како грчки. Во обид да извлече некој заклучок, осврнувајќи се на историчноста на Илијадата, Салинас Прајс вели дека Хомер во своето дело зборува за Троја како сојуз на бројните словенско-илирски племиња. Тие го познавале писмото, па затоа се поставува логичното прашање: зошто би било потребно Хомеровиот еп, гигантски голем текст, усмено да се пренесува од колено на колено за да се сочува? Во Троја постоеле богати библиотеки кои подоцна се варварски уништени од данајците. Најголемите антитројански сили под Менелај и Агамемнон допловиле од Апенинскиот полуостров. По овие неколку несоборливи факти, Салинас Прајс го дава следниот заклучок: микенската цивилизација во ништо не одговара на потенцијалната можност дека грците потекнуваат од таму. Но и покрај ова, уште околу 1000 година пред нашата ера, Елада имала нешто што не било незино, Хомеровото име, култот на Атина, некои позначени предци од херојското доба и слично. Ваквите многоубројни магливи конструкции завршуваат со хеленизацијата на Олимписките игри од 776 година пред нашата ера, кои се изворно родени од пелазгиско-илирските староседелци од времето на македонската држава, која подоцна била хеленизирана, зашто има многоубројни информации кои историски и археолошки можат да се следат без потреба од митолошко замаглување. Според тоа, грчкиот културен идентитет има во најмала рака бикултурен карактер. Тој не се развил автоктоно однатре, туку со постепено присвојување и вградување на надворешни туѓи влијанија,
тоест остатоците од микенската цивилизација после дорските и јонските инвазии. По објавувањето на Хомеровата слепа публика пред 26 години, Селинес Прајс е уште поуверен во својата теза за тоа дека Балканот е колевка на тројанската цивилизација. По новите археолошки и други откритија, што одат во прилог на поврзувањето на тројанската со словенско-илирската цивилизација, само ја потврдуваат неговата теза, која станува се поактуелна за тројанците како етнички корен на словените, за тројанската цивилизација како прасловенска, а Илијадата и Одисејата како резултат на автентичната европска култура на Балканот. Со тоа неочекувано се отвара патот за новото клучно прашање од предантичката историја на Европа, прашањето за мистеријата на словените. Од изворена важност за правилно разбирање на овие нејаснотии е периодот што е сокриен длабоко во историскиот фалсификат на западноевропската археолошко-историска наука, за словенско-илирскиот развој и експанзијата што се поврзува со развојот на Македонската империја, која е најголема во стариот свет во трајање од 1 милениум пред нашата ера, која има оставено недлабока трага во светската цивилизација, а која потоа е хеленизирана. Ова прашање за историјата на Балканот пред грците и римјаните е особено значајно од аспектот за односот на Македонија и грчките градови, држави и полиси. Грчката митологија е преполна со борбите на племените лапити, цивилизирани грци, против дивите кентаури, полуживотински ликови, што треба да ги символизираат варварите. Кои се тие варвари? Отворањето на тројанската мистерија покренува процес за широко преиспитување на предантичката историја на Европа. Многу археолошки, историски, антрополошки, пиктографски факти, што се откриени во последните децении, упатуваат на Балканската Троја, пружајќи со тоа аргументација за оспорување на досега важечката теорија за словените. Се повеќе словенски, но и несловенски автори ја воочуваат поврзаноста на тројанската со словенската мистерија. Според официјалната историографија, историјата и цивилизацијата на Америка почнува со незиното откритие, додека пред Колумбовската Америка била населена со дивјаци и варвари. Имајќи во предвид дека Америка, новиот свет, представува продолжение на западноевропската цивилизација. Таа теза е наметната од западноевропската историографија, иако е длабоко оспорена и демантирана со археолошките откритија од 19. и 20. век, со кои целосно спротивно од досега утврденото ја презентираат реалната слика за древната Америка и вистинската улога на европската цивилизација во новиот свет. Со лажната слика за народите кои ја населувале Америка пред откритието и нивната култура, е сокривана вистината дека окупацијата на Америка представува всушност геноциден крај на автентичните мирољубиви високо развиени цивилизации многу понапредни од оние што ги покориле. Со конквистадорските тези за варварските домородци на Америка е прикривана вистината за дотогаш најголемиот геноцид и грабеж во историјата на човековата цивилизација. Владеачката академска теза дека историјата на европската цивилизација почнува од Грција и Рим, а древната Европа била варварска, исто така е доведена во прашање со археолошките и другите откритија од 19. и 20. век, бидејќи од темните длабочини на евроазиската и евромедитеранската варварика се појавува развиена 1000-годишна цивилизација, понапредна од оние кои ја покориле и присвоиле, неизбежно се наметнува аналогниот заклучок за словените како индијанците на Европа.